Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе зборуваме за болестите на окото, поточно за кератоконус, дегенеративна болест на рожницата што доведува до незино испакнување. Кои се симптомите на болеста, на каков начин се дијагностицира и лекува, ќе ни појасни денешната гостинка, доктор Ванка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија. Докторке, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, ви благодарам за поканата. Најнапред, честитки за наградата позната како Оскар за научници, која што доделува Медис за медицински истражувања. Вие сте добитник во областа на офталмологијата. Можете ли да ни појасните за каков медицински надпревар станува збор? Медис наградата представува награда за веќе објавени медицински трудови во определена област. Всушност, со таа награда добивме признание кое што стана, да речеме, популарно и јавно, комерцијално признание за всушност за успехот кој што ние го постигнавме уште во јуни месец, кога го објавивме оригиналниот труд. Знаете, кога еден човек кој се бави со определена област и кога истражува и пишува труд и тој труд ќе му го прифатат да се објави во така престижно списание, кога ќе добие таа информација, таа е многу радосна, бесцената е моментот, е бесценет кога ќе дознаете дека ќе ве објават во тоа списание. Меѓутоа, тоа луѓето околу нас не го разбираат таа радост, да речеме дека сега ќе се објави трудот тамо и ќе бидам дел од тоа друштво на научници, да речеме, кои објавиле некаков труд во такво списание. Медис наградата е токму тоа да го направи видливо и го објасни на некој начин на широката јавност. Всушност, тие трудови кои аплицираат за Медис наградата се веќе објавени претходно и од нив се избира по одредени критериуми најдобриот или највредниот труд. И многу сум среќна дека го добивме тоа. Така, секако. Имате голема причина за тоа. Инаку наградата се однесува на ваше истражување спроведено во Систина офталмологија, кое што е на тема поврзана со кератоконус. Можете ли да ни појасните поточно за што станува збор? Систина офталмологија од 2015 година, кога го основа одделот за рефрактивна хирургија, почнавме да работиме и кератоконус. Кератоконусот го третираме со корнеален крослинкинг. Тоа е една хемиска метода со чија што помош ја зајакнуваме, ја зацврстуваме рожницата. Методата не е нова. Она е потекнува од некаде 92-3 година почнува комерцијално да се изведува. Не е ни така стара метода. И она е успешно докажана, но она што нас ни беше прашање неодговорено во секојдневната пракса, со пациенти работа, беше какви ќе бидат резултатите од крослинкингот. Знаете, методата е измислена со цел да ја сопре или успори прогресијата на болеста. Ние кај нашите пациенти утврдивме дека исто така таа метода доведува до подобрување на видот. И нашето прашање беше колку ќе се подобри видот, дали кај сите ќе се подобри видот. И тоа практично што значи за пациентот подобар вид, дали помала диоптрија или само поголем број на прочитани редови. И истите прашања всушност пациентот ги поставува секогаш кога ние разговараме дека ќе правиме крослинкинг, он сака да знае исходот, како ќе биде потоа. И од тука потекна идејата, ние почнавме да водиме евиденција, ги анализиравме нашите пациенти, ги распоредувавме во различни групи, се обидувавме прво, викаме, рачно да предвидиме каков ќе биде исходот од методата крослинкинг и што значи ако модифицираме некои детали од таа метода. И за потоа, малку посериозно, кога имаме веќе огромна бројка на пациенти, ние од 2015 до денес имаме изоперирано 427 пациенти со крослинкинг и тоа е огромна бројка која што ни помогна да можеме да направиме посериозно истражување и да ги добиеме резултатите од тоа дека да, можеме да предвидиме први во светот каков ќе биде видот на пациентот после крослинкинг. Така, претпоставам дека ова истражување има големо значење за вашите пациенти, бидејќи можете да предвидите каков ќе биде резултатот по примената на ова метода за која што ќе објасните во целост во рамки на денешната емисија. Но пред гледачите да разберат за каква болест станува збор, треба сите ние да знаеме што е тоа рожница, бидејќи се работи за дегенеративна промена на рожницата. Па докторке, што е тоа рожница?
Имаме сега денеска прилика, бидејќи сме онлайн и јас бидејќи сум на работа тука, всушност го имам пред себе моделот на око. Одлично. Бидејќи обично него носиме во студио. Значи сликовито, практично да видиме за што станува збор. Значи го имаме моделот на око. Предниот дел, овој прозирен дел, напред, низ кој што поминува светлината е рожница. Тој е тој дел кој што треба да биде перфектно закривен со одредена кривина како исечок од топка и да биде идеално прозиран. И низ него светлината кога поминува паѓа позади во ретината, од каде што се пренесува сликата во мозокот. Сега, рожницата кога има таа одредени замаглувања или некаква асиметрија, тогаш станува збор за некаква болест на рожницата. Кај кератоконус, таа рожница е малку тенка, многу е мека и доведува тоа до незино испакнување на напред во форма на конус. Она се испакнува како слаба точка на окото, како окото е топка и сега тоа му е слаба точка. Таму се испакнува на напред рожницата, се тенчи и тоа доведува до деформација на сликата која што понатаму со одредени стакленца, со очила, со леки не може да се коригира. Тоа има врв на конусот кој што не е ни централно, него е од страна, надолу некако. И на тој начин сликата на пациентите се деформира и не е коректибилна со очила и леки. Тоа заправо е кератоконус. А зошто се јавува оваа болест? Дали е генетски предиспонирана или пак има одредени фактори, надворешни, можеби внатрешни, органски, кои што доведуваат до оваа болест? До ден денес во светот дефинитивната етиологија, викаме зашто се јавува болеста, не е откриена. Има повеќе фактори и затоа спаѓа во групата на болести кои се мултифакторијални, значи повеќе фактори влијаат. Дефинитивно генетскиот фактор го имаме. Ние денеска имавме фамилија кај што двете сестри имаат кератоконус. И тој е неизбежен. Меѓутоа исто така имаме пуно пациенти кои имаат никој во фамилија немал кератоконус и сега се јавува некој млад член на таа фамилија кој што има кератоконус. Дефинитивно утврдено до сега е дека механичката траума, тоа е она чешањето на очите, има силно влијание на појавата на кератоконус. Всушност на тој начин, како да се кинат внатре врските во структурата на рожницата механички при оној притисок. И затоа е често поврзана со пациенти кои имаат алергија, бидејќи алергијата ги третира луѓето да ги тријат очи. Чешање на окото и потоа постојано ги дрљаме со раката. Да, и строго е забрането да ги триеме очите на тој начин со раката. Исто така хроничното воспаление на очите, дали е тоа алергиска иритација поради суво око, поради чести инфекции, ги менува структурата на солзниот филм и доведува до зголемен број на одредени супстанции кои исто така ја разлабавуваат рожницата. И сега од сите тие можеме да речеме дека и загадувањето на воздухот, промените кои што се поврзани со суво око, кои што е дел од модерното живење, влијае, па затоа кератоконусот веќе излегува од групата на на ретки болести, него станува малку позачестена болест во светот. Исто така имаат влијание и хормоните, па жените во времето на бременоста, кои може да влезат во бременоста со само почетен кератоконус, при крајот на бременоста или излегуваат од неа со сериозно напреднат кератоконус. Хормоните кои што доведуваат до смекнување на ткивата исто така влијаат и на рожницата. Кортизолот кој се појачува при долгите постења исто така има влијание на наглите прогресии на кератоконусот и така имаме напливи на пациенти после долгите пости. И сите овие наши заклучоци, заедно со светските заклучоци, ние ги срочивме во уште еден труд кој што чекаме да ни биде објавен. Докторка, имат ли некаква врска антиоксидансите и појавата на оваа болест? Па, антиоксидансите ги сместуваме во факторите на староста, односно тие се факторите кои што прават побрзо старење на организмот на телото. Дефинитивно антиоксидансите и тој оксидативен стрес кој што влијае на очите може да влијае, они дефинитивно не се докажани како фактор, но се еден од кофакторите во развојот на болеста. Така, споменавте многу фактори, но еве ке запаметиме дека не смееме да ги триеме очите, бидејќи може да си направиме сериозно заболување. Доколку ние имаме кератоконус, дали треба веднаш децата да ги однесеме на преглед? Која е веројатноста и тие да ја имаат? Веројатноста постои. Не би рекла колку е голема, значи од процентот на генетски околу 30-35% се чисто генетски кератоконуси. Меѓутоа е отприлика 1/3. Меѓутоа дефинитивно препорачуваме затоа што кога веќе ние знаеме дека имаме кератоконус, иако ние сме на возраст од некои 30 на години, имаме мало дете, тоа е таман време
да детето на време го откриеме, зашто тоа е многу битно колку порано се открие болеста, толку порано ќе се сопре незината прогресија и ќе се подобри можеби и видот. Не има голема разлика, значи ако кератоконусот се појави во раната возраст, он се појавува најчесто во пубертетот. Меѓутоа кога се појавува порано, во смисол на некоја 12-та, 11-та година од животот, тој е многу агресивен. И таквите пациенти, ако не се откријат доволно рано, а доволно рано е година дена по појавувањето, значи алармантно рано, тогаш веќе во пубертетот веројатно ќе имаат потреба од корнеална трансплантација, значи замена на рожницата со нова рожница од донор. Значи, сакам да кажам колку е таа прогресивна во таа рана детска возраст. Помалку е прогресивен конусот ако се појавил на 20 години, например, или на 18. Али и во таа група он е прогресивен и не треба да се чека да ние докажеме дали напредува, туку веднаш се препорачува крослинкинг. Неговата прогресија се успорува тек после 35-та година. А се случува ли некогаш да се јави по 40-та година? Или тоа е реткост? Да, тоа е ретко, меѓутоа таа форма на кератоконус како еден облик на ектазија, така се вика таа болест, тоа е група на ектатични болести, се вика маргинална пелуцидна дегенерација, значи многу слична како сестра на кератоконусот, меѓутоа таквата дегенерација се појавува подоцна над 35-та година и напредува после 40-та година. И по својата форма е малку поинаква од кератоконусот, меѓутоа се во сличната група на истенчени деформирани рожници. Ајде сега да ни ги опишете почетните симптоми на оваа болест. Што се може да забележат оние кои што имаат испакната рожница? Па, во почетокот, значи тоа се пациенти кои или немале диоптрија и одеднашка се појавила диоптрија. Таа диоптрија која ќе се појави не е ништо необично во денешно време, и децата и младите многу носат очила. Меѓутоа, ако се појави цилиндер, астигматизам, и тој астигматизам на секоја контрола се менува по својата јачина и по својата оска, тогаш веќе требаме да алармираме затоа што астигматизмот не е нешто што генерално се менува. Астигматизмот представува всушност кога таа рожница, која што ја гледаме, она не е како исечок од баш топка, туку кога е она како исечок од рагби топка, малку елипсовидна. И тоа е астигматизам. И ако некој има астигматизам, тој го има од најмалата возраст и не се менува по својата нити форма, нити по јачина. Значи, ако имаме астигматизам цилиндер во диоптрија -2, тој ќе остане 2, нема да стане 4. Ако тој се зголемува, тоа е веќе аларм дека рожницата се менува и дека требаме да побараме некакво подлабинско снимање за да се утврди зошто се менува. Исто така, тие пациенти меѓу првите симптоми забележуваат дека навечер имаат околу светлосниот извор, имаат халоа, имаат некакви расејувања на светлината како звезди или кругови околу светлосен извор и особено тешко им е да фокусираат. Така што честите промени на диоптрии, особено на астигматизмот и појавата на халоа околу светлосен извор навечер за пациентот би биле прв знак дека треба да бара снимање корнеална топографија како најсензитивен метод за рана детекција на кератоконус. Да ги поканиме денеска гледачите да се вклучат во Телма амбуланта со нивни прашања на темата на која што зборуваме, но секако можат да се консултираат и за некои други проблеми со видот и со окото на телефонскиот број 3076 677. Доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во систина офталмологија, е гостинката која што ќе даде појаснување на бројните наши, но секако и ваши дилеми поврзани со болестите на окото. Докторке, дали исто така пациентите чувствуваат проблем со видот надалеку или наблиску? Каде се јавува оштетување во видот кога станува збор за кератоконус? Каде прво најнапред се забележува овој проблем, освен што споменавте со цилиндрот и тие халоа околу светлите објекти навечер? Генерално тие се пациенти кои имаат минус диоптрија и цилиндерот е во минус. Значи тие се пациенти кои велиме не гледа надалеку. Всушност, меѓутоа бидејќи станува збор за млади луѓе, младите луѓе немаат диоптрија за близина посебна. Диоптријата за близина е карактеристична за возраста над 45-та година всушност. Така што таа група на млади луѓе тоа негледање им е и надалеку и наблиску подеднакво тешко. Може би во првата фаза може да речеме дека на близина подобро се снаоѓаат, затоа што диоптријата е во минус, па близината сепак им е покомфорна, бидејќи пациентите што имаат минус диоптрија може да читаат
преблиску, меѓутоа генерално тоа е проблем и надалеку и наблизко. Имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Од Тетово се јавувам. Така. Пред 3 години бев опериран од катаракта. Така. Од перде. Така. И од перде. И при операција дојдено до оштетувањето на окото, сега готово не гледам. И како индиција ми пишува докторот кератопластика. Кератопластика, добро. Па сега ви интересира што е тоа и дали би помогнало? Гледам овде некаков кератоконус, сега некако ми дава ви зазвучи слично, па дали е тоа или не, еве сега ќе ви појасни докторката. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторке. Значи, кератопластика е метода со која што ја заменуваме рожницата со друга рожница од некој донор, значи од мртов човек, туѓа рожница. Тоа е една од методите со која што се, бидејќи ја заменуваме рожницата со нова, која што е здрава, е една од методите со која што на пациентот кој има оштетена рожница при операцијата на катаракта, ќе може со ставање на нова рожница да му се подобри значајно видот. Ние ја спомнавме кератопластиката и кератоконусот, ако е он многу напреднат и не може да се прави ова крослинкинг метода за која што малце зборнавме, тогаш исто така кератопластиката е начин на третман со замена на рожницата со нова рожница. Таа метода, за жал, кај помладите луѓе има поголем процент на отфрлање на трансплантатот и исто така и трансплантатот има одреден, викаме, рок на траење, он не е бесконечен, он трае 20-25 години и ние настојуваме преку други методи да го одложиме моментот на трансплантација. Меѓутоа, ако имаме возрасен човек, кај кој имунолошкиот систем е многу постабилен, трансплантацијата на рожница може да биде добар избор за решавање на неговиот проблем. Кога зборуваме за кератоконусот, дали може болеста сама од себе да го сопре својот прогрес? И со години да не се влошува состојбата? Генерално, она е брзо прогресивна до 20-та година, малце поспоро прогресивна до 30-та, уште успорува прогресија до 40-та и тука веќе го сопира својот прогрес. Тоа е генерално. Секогаш постојат исклучоци, како што спомнавме, кај што прогредира над 40-та или кај пациенти кај која е стабилна и порано. Оно што е интересно е дека определени навики и одредени болести влијаат на поспора прогресија на кератоконус. Парадоксално, пушењето влијае позитивно во смисол на тоа дека прави поспора прогресија на кератоконусот и исто така диабетот и пациентите кои имаат диабет и кератоконус имаат поспора прогресија на кератоконусот. И оние, значи, две болести, ситуација која секогаш не ја препорачуваме, всушност не дека ја препорачуваме сега на пациентите да пушат, меѓутоа во секој случај сакам да кажам дека постојат одредени моменти и одредени болести кои што можат дури и поволно да влијаат на целата ситуација. Инаку во основа болеста е прогресивна, за жал, кај младите луѓе. Повторно ќе вклучиме гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Сакам да ја прашам докторката. Имам одено наочно, меѓутоа последниот пат некако на клиника ми кажа дека на левото око сум имала катаракта. А мене пред некоја година на трепавиците така чувствувам како да имам мушички. И многу ми е замаглен видот. Сакам да прашам, би сакала јас да отидам кај докторката на преглед. Колку би коштал прегледот, например, да ми го направи, сакам и дното позади, се тоа да се испита. Така, добро, предпоставам дека можете да се јавите во Систина офталмологија и ќе ги добиете сите податоци. 63 години имам. Така, 63 години. Што советувате, докторке, за оваа ситуација, кај пациентка од 63 години, кај која што се појавила катаракта, но колку што разбрав има и летечки, мушички. Да. Значи, замаглен вид. Така.
Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам и на вас. Пријатно. Значи, катарактата представува заматување на леќата. Ако ни беше ова опцето, леќата се наоѓа позади зеницата. И катаракта, кога е она заматена, тогаш имаме катаракта. Катарактата се оперира многу едноставно. Значи, оперативниот зафат на катаракта трае 7 минути. Се прават мали резови тука на спојот меѓу белката и рожницата. Тие резови се мали 2 мм. Низ нив се усисува таа заматена леќа која е позади зеницата и на незино место се вметнува чиста леќа. И таа операција трае 7 минути во локална анестезија и резовите не се шијат. Значи пациентот си оди дома со отворени очи. За жал до денес, освен оперативното лекување на катаракта, не постои друг начин да катарактата се реши. Ниту па да се остави да стагнира. Значи сите тие капки кои се користат за сопирање на прогресија на катаракта се митови. Значи, не постои третман за катаракта. А од друга страна, оперативното лекување е толку рутинска метода, така што нема причина за да се одложува или избегнува. Да се чека, така. Да. Од друга страна, внатре окото е топка. Оно е полно со гел. Тој гел се вика витреус, витреално тело. Тој гел е како желе, цврст. Во текот на времето, во низ животот, како што организмот помалку дехидрира, телото ја губи водата, така низ тоа витреално тело се појавуваат разни заматувања, како некои цртички, точки, некои. Тие се најчесто заматувања кои се движат во видното поле со трепкањето, па пациентот може да ги чувствува дека му се на трепките. Ако лежите на плажа, може да ги видите на небото над вас, како некакви мали маглинки. И тие се дегенеративни промени во стаклестото тело. За нив некаков конкретен третман нема. Кај млади луѓе препорачуваме добра хидратација на телото и колаген. Дали ќе го земаат колагенот природно преку храната или пак ќе земаат ампули колаген е по избор. Меѓутоа со возраста веќе нема таков ефект ни колагенот, така што тие дегенеративни промени се очекувани и нормални за таа возраст. Дали кератоконусот како болест се јавува на двете очи? Може ли да е засегнато само едното око? Може, меѓутоа повторно тој процент на пациенти е многу мал. Имаме ние една статистика во нашата амбуланта, значи од пациентите кои што сме ги оперирале до сега имаме 20 и неколку кои што имаат кератоконус само на едното око. Тоа е многу ретко и најчесто ние прашуваме дали пациентот има некаква навика, пособено, например, да го трие само тоа око или да спие на таа страна само повеќе, кај што окото би имало некој разлог зошто да го развие кератоконусот, а другото не. Инаку болеста е на двете очи и она не влошува симетрично. Значи, секогаш едното око е полошо од другото и оно почнува на едното, а потоа се развива и на другото око. И, например, ние кога ќе утврдиме кај пациент едното око да има напреднат кератоконус и сега викаме, окей, треба да правиме интервенција на ово око, но треба и на другото, пациентот се чуди, ова око ми е добро. Да, меѓутоа ние денеска сме откриле дека имате кератоконус пред да се влоши. Значи, сме чекор пред болеста. Значи, гледаме дека имате кератоконус, ајде да ја стопираме понатамошната прогресија пред да вие имате намалување на видот. Тоа е идејата. А во напредната фаза дали болеста дава некакви болки во окото? Болки генерално не дава, меѓутоа кога е многу напредната фаза, кога рожницата е толку многу стрмно испакната што низ нејзе во самата структура се појавуваат мали пукнатини, тогаш може да почне да боли затоа што пукнатините се ранички. И всушност една многу тешка состојба кај напреднат кератоконус се вика хидропс, кога малку ќе се напојават пукнатини од внатрешната страна, значи од страната што е на рожницата накај окото свртена и нагло во рожницата ќе почне да влегува вода од окото, очната вода и нагло рожницата ќе се забели во целост, ќе стане бела како зид. И тоа е хидропс и тоа е состојба која што за жал понатаму не може да се третира со крослинкинг, туку може да се сопре во тој момент, да се третира медикаментозно, а потоа дури да закажеме трансплантација на рожница. А дали пациентите самите можат да препознаат дека имаат кератоконус? Да се погледнат во огледало и да го забележат, да речеме тоа испакнување на рожницата?
Да, сме имале пациенти кои сакаат некако да им го покажеме, па нешто сме ги сликале на апарат од страна, од блиско и такви работи, меѓутоа генерално може да се препознае ако е во напредната фаза. Всушност еден од клиничките знаци, клинички викаме знаците кои во амбуланта, кога немате апарати соодветни за диагностика, е така наречен Мунсоновиот знак. Тоа значи дека кога пациентот ќе погледне долу, всушност му се деформира долниот капак во форма на конус, бидејќи рожницата точно го притиска капакот. И тоа е еден од клиничките знаци кои пациентот може и сам да си го направи, инаку го прават во локалната офталмолошка амбуланта, докторите кои немаат корнеална топографија и тие софистицирани методи за рана диагноза. Меѓутоа, кога ќе поидат пациентите на лекар, кај офталмолог, со софистицирани методи се утврдува, споменавте како кое е името на таа метода, како се спроведува, сложено ли е снимањето? Не, ние кај пациентите кои ќе дојдат кај нас, дали се со сомнеж за кератоконус или со дефиниран кератоконус во друга болница, прво гледаме колку максимално може да гледа пациентот. Со стакленца утврдуваме диоптријата и колку му е максималниот вид. Потоа правиме корнеална топографија. Тоа е апарат кој што пациентот седи и тоа трае 2 секунди снимањето по око, реално кога се намести и гледа и апаратот снима огромен број на кружни како ротирачка камера има, огромен број на ниска мерата фотографии кои потоа ги симулира во еден тродимензионален модел. И сега, например, јас тука имам, не знам дали ќе се види, например, мапа од корнеална топографија. Така. И, например, ова е здраво око, кај што корнеалната топографија е симетрична. Тоа е рожницата и црвенки по жолти се испакнувањата, а зелени се кај што е порамна рожницата. Ама одма ќе забележите разлика, например, кога ќе ви покажам конична. Значи, конусот го гледате, на врвот испакнат е огромен. Да. Ете така што имаме многу е јасна целата разлика меѓу една здрава рожница која има мал цилиндер и една кератоконична рожница како споредба. Така што и во рана фаза можеме да утврдиме појава на кератоконус. Ајде да проговориме за начинот на третман. Дали пациентите со кератоконус, доколку користат полутврди или пак хибридни контактни леки, можат да ја спречат прогресијата на болеста и рожницата на некаков начин или да се зацврсти со аплицирање на овие леки? Не можат. Значи, полутврдите леки се одлично решение за подобра виднаоштрина. Меѓутоа, они ми се многу лошо решение затоа што на пациентот му ја маскираат прогресијата на болеста. Бидејќи стојат на рожницата и го притискаат конусот, тие навистина доведуваат до еден одличен вид. Пациентот може 100% да гледа и да нема никакви симптоми, а болеста од леќата да напредува. Токму тоа нас ни се случи со еден млад пациент, 22 години, на кој што ние утврдивме многу почетен кератоконус на едното око и кератоконус се развие на другото око. Направивме крослинкинг на окото кое што беше полошо и рековме ќе го следиме малку окото кое што има многу почетен кератоконус, заради тоа што многу е рано, може да не прогредира, тој да престане да ги чеша очите, дадовме вештачки солзи, терапија за алергија и сметавме дека можеме да го оставиме да причекаме. Бидејќи имаше 100% вид и така. Пациентот едно во око одлично реагираше на крослинкингот, му препишавме контактна леќа, супер. Пациентот од друга установа, нема врска, му е ординирана контактна леќа и за оково кое беше почетна форма на кератоконус. Тој 2 години не се појави на преглед, бидејќи добар беше и на ова веќе што го завршивме, и на другото си гледал добро, немал потреба да се јави повторно на офталмолог. Кога дојде на контрола, кога направивме пентакам, мене ми беше неверојатно колкава беше таа прогресија на ова окото кое имаше почетен кератоконус. Значи тоа беше прогресија да тоа око заврши со послаба виднаоштрина отколку окото кое што првично го третиравме. И тоа е катастрофа. Значи, леките контактни се одлично решение за видот, но апелирам, тоа не е начин да се сопре прогресијата, ниту да се успори прогресијата и тие пациенти треба да одат на преглед, на пентакам, на преглед за да се види напредокот на болеста и дали напредува и колку и така натаму. Значи, независно од леките. Така, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Продолжуваме
продолжува денешната Тилма амбуланта. Зборуваме со доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во систина офталмологија за болеста на окото кератоконус. Докторке, неколку пати споменавте дека крослинкингот е одлична метода за решавање на проблемот со оваа болест. Зашто точно станува збор? Крослинкингот е една хемиска метода. Тоа е, да речеме, операција која што нема сечење. Тоа е операција во која што вика оперативна постапка повеќе. Значи, станува збор за метода во која што на рожницата прво нежно го отстрануваме горниот површински слој, кој е заштитен слој на рожницата. Потоа капаме капки рибофлавин, тоа е витамин B2. Ја полниме рожницата да целата како сунгер биде наполнета со рибофлавин, а потоа одозгора зрачиме фокусирано на конусот со ултравиолетова лампа. Ултравиолетовото светло го активира рибофлавинот. Тоа активира, значи дека рибофлавинот е хемиска супстанца која е неактивна кога ја капаме и кога ќе се активира во самата структура на рожницата, создава внатре врски посилни меѓу ламелите од кои таа рожница е составена. Рожницата е составена од колагени влакна, викаме. И тие колагени влакна меѓу себе се споени со одредени спојки. Крослинкингот прави огромен број на спојки нови, така што таа рожница на крај, ако имаме прилика, јас сум имала прилика да вака да пипнам рожница од некој човек мртов кој што имал крослинкинг или немал крослинкинг, и таа на крослинкинг е стварно подсврста. Така што поентата е да не биде слаба точка да прогредира понатаму. И затоа методата е прво измислена за да се сопре прогресијата на болеста. Но исто така, кога рожницата се цврстува, она исто така се стега, се зарамнува, па и конусот се смалува. Како што он станува порамен, така пациентот подобро гледа и диоптријата му станува помала. Така што методата има најмалку две улоги, да се сопре прогресијата и да се подобри видот. Колку тоа ќе се подобри видот, ние баш го истражувавме во нашата научна работа. И обично колку се подобрува видот и колку време по интервенцијата всушност пациентите почнуваат подобро да гледаат? Пациентите во почетокот после интервенцијата, прво на површината, бидејќи имаат таа рана, бидејќи сме отстраниле горниот слој, прво 2-3 дена имаат болки. Тоа болки се како печење на очите, не им е згодно, 2-3 дена, првиот ден е најтежок. После тоа видот е лош, заради тоа што кога ќе зарамсне површината, она малку е рапава. Плюс зеницата ни е расширена, пошто капаме капки, такви за ширење на зеници. Пациентот некаде доаѓа 7-ми ден, кога ја вадиме контактната заштитна леќа, која ставаме во текот на операција, и после тоа чекаме 2-3 недели да полека видот се нормализира. Под нормализира, мислиме да биде како што бил пред да дојде на операција. Бидејќи е хемиска метода, методата и треба време. Крослинкингот не завршува во операционата сала, туку тој почнува во операционата сала и со месеци понатаму се подсврста станува рожницата. Следната контрола ни е за 3 месеци, па за 6 месеци, па за 1 година. И на сите тие контроли ние забележуваме напредок, односно подсвеста, порамна рожница, подобар вид кај пациентот. Од прилика на година дена, плюс минус некој месец кај секој пациент индивидуално, грубото, најглавниот ефект на крослинкингот завршува. Може да има ефекти 2 години, но многу поспоро, многу послабо. Првите ефекти пациентот ги доживува меѓу 3-тиот месец и крајот на првата година. Се случува ли да има потреба да се повтори оваа процедура? Се случува. Самата процедура, она трае, ефектот неизин трае околу 20 на години. Меѓутоа, ако правиме на пациент крослинкинг кој има 20 години, он ќе влезе самиот природно во стабилната фаза од 40 години. Меѓутоа, кога правиме крослинкинг на некој кој има 11 години, тогаш мораме да разговараме и со пациентот и со особено родителите, дека најверојатно во некоја возраст од 20 години или 20 и нешто ќе треба да ја повториме постапката. Заради тоа што обично првата причина е што децата на таа возраст имаат многу агресивен кератоконус, а второ ќе помине определено време после кое што може тоа е како борба меѓу крослинкингот и агресивноста на болеста. И во таа борба работата е кој ќе биде посилен, дали ќе победи крослинкингот или болеста ќе биде појака. Исто така, поверојатно е дека женските деца млади кои што е правен крослинкинг со бременостите
кај што хормоните додатно може да доведат до дестабилизација, може да они имаат потреба од реоперација. Но сето тоа по проценка е ако крослинкингот се правил или ако болеста почнала на возраст од пред 20-та година од животот. А носи ли оваа процедура некакви ризици за окото и видот? Секоја оперативна поставка носи одредени ризици. Кератоконусот е генерално безбедна метода. Она што е најризично и зашто најмногу се разговара со пациентите е дека кога ние ќе го завршиме крослинкингот, кога пациентот си заминува дома со отворено око и со една контактна леќа заштитна, не смее да добие инфекција. И хигиената тука ни е најбитната, зашто ако добие инфекција, џабе ние све што сме направили и ние и за пациентот едноставно на отворено око, инфекција многу брзо напредува и многу тежок е исходот. Значи, тоа ни е главното. Исто така, од самото зрачење, кај некои пациенти, самата метода доведува до еден многу силен крослинкинг. Значи, пациентот има силно крослинкирана рожница, викаме, она станува многу порамна, што е супер од една страна за виднатаоштрина и за кератоконусот, но од друга страна она станува погуста и бидејќи е погуста е позамаглена. Маглината не му смета на виднатаоштрина, но му прави на пациентот да светлината му смета повеќе. Бидејќи внатре во окото он има расејување на светлината и цело време му е како бело, блештаво кога има светло. Така што можни се и такви ситуации са на вагата кога ќе мериме дали е подобро да имаме расејување на светло или е подобро да имаме кератоконус кој напредува. Мислам дека сепак подобро да имаме расејување на светло и стабилна рожница, бидејќи ова кератоконус кој напредува може да не донесе и до трансплантација. Меѓутоа, секогаш секој пациент индивидуално го гледаме, бидејќи на основа на преоперативните параметри, грубо барем можеме да предвидиме во однос на тоа дали ќе има некакви таков тип на компликации со поголема расевка на светлост или подцврста беличаста рожница потоа. Значи може да се предвиди тоа, може да се предвиди колкаво ќе биде подобрувањето на видот кај секој пациент? Да. Подобрувањето на видот зависи од повеќе фактори. Ние сега за сега на основа на два параметри предвидуваме колку реда ќе добие пациентот, на основа на закривеноста на рожницата, меѓутоа работиме на тоа и да предвидиме на основа на дебелината и густината предоперативна. А како изгледа пациентот по самата операција? Чувствува ли некаква болка во окото? Потребно ли е да остане во болница или пак може веднаш да си појде дома? Пациентот, додека е кај нас во болница, иако околу сат и пол трае целата процедура, он не чувствува никаква болка, бидејќи окото му е анестезирано со капки. Меѓутоа, кога ќе отиде дома и ќе престане ефектот на капките, бидејќи има рана на рожницата, чувствува болка, гребење, печење, солзење, црвенило, па дури вика другото око ми солзи реактивно. Значи, има нелагода и таа нелагода е најсилна првиот ден, поблага вториот, третиот ден веќе полека исчезнува. Значи имаме пациенти кај кои што он вика ништо не осетив, не ме болеше. Јас секогаш го кажувам најцрното сценарио за да пациентот биде спремен. Така што тоа зависи од прагот на толеранција или прагот на болка на пациентот. Меѓутоа дефинитивно методата не е метода која бара да се остане во болница, ниту да има подсебен надзор, ниту да биде окото затворено. Значи ништо од тоа, пациентот си продолжува дома најнормално. А кому препорачувате да ја направи оваа метода за подобрување на проблемот со кератоконусот? Дали сите што го имаат проблемот треба да бидат треба да ја направат оваа метода? Значи, сите пациенти кои имаат ново диагностициран кератоконус и се на возраст до 25 години, ние веднаш препорачуваме крослинкинг без при тоа да следиме дали има прогресија. Инаку прогресијата ја следиме на овие пентакам мапите, зашто ако тука имаме милиарда бројчиња кои ни покажуваат точно до детали дали рожницата се испакнува понатаму или не. До детали викам, значи не е поентата не е да ние утврдиме кога пациентот ќе се пожали дека видот му е намален, ако можеме да утврдиме прогресија претходно, значи кога е таа поблага. Меѓутоа, до 25 години секој пациент кој има ново диагностициран кератоконус треба да направи крослинкинг. Од 25-та до 35-та година субјективно ги прашуваме пациентите дали они имаат документи кај што може да се види таа прогресија преку промената на диоптрија. Дали они субјективно, че има пациенти доаѓаат и викаат: "Гледате докторка, јас од лани до сега значајно помалку гледам." Значи, иако има 29 години, нема потреба да ние докажуваме дека тој значајно послабо гледа, кога самиот пациент јавува дека значајно послабо гледа и можеме одма да правиме крослинкинг.
А кај пациентите кои не забележуваат промени самите или немаат медицинска документација на основа на која можеме да утврдиме колку е прогресивна болеста, ние можеме да ги закажеме на повторен пентагам. Дали тоа ќе биде после 3 месеца, 6 месеци или година дена, зависи од возраста на пациентот. Колку е пациентот постар, толку имаме повеќе простор да тој контролен пентагам го закажеме подоцна. Дали методата крос-линкинг истовремено може да се направи и на двете очи? Па, теоретски може, со тоа што многу лежење е самата метода, трае околу саат, саат и пол. И сега малку на пациентот му е преестресно да он одлежи едното па второто око во исти ден. И затоа ние кога имаме на двете очи потреба од крос-линкинг, закажуваме термин за едното око, откако тоа око ќе се зарасне рожницата и ризикот од инфекција ќе го снема и кога ќе речеме ќе се стабилизира пациентот, тоа е отприлика после една недела, таман кога ќе дое на контрола да ја извадиме контактната леќа од првото око, одма можеме да направиме крос-линкинг на другото око. И тоа е некоја идеално настојание на една недела. Имаме пациенти кои бараат, например, прво да почекаме, да видиме да се подобри видот на едното око. Да видат каков резултат ќе имаат. Па затоа што, знаете, кога едното око многу слабо гледа, а другото му е доминантно око. И сега ние правиме крос-линкинг на слабото око и пациентот функционира сосема добро, бидејќи иако тоа гледа слабо, со другото око функционира добро. Меѓутоа сега он треба да се стави у ситуација да доминантното око го направиме послабо на определено време. И тоа е за него стресно. Ја му викам, кога ќе го затворите главното око и ќе видите дека сте функционален со ова слабото око и дека можете се да си работите со него, онда ќе правиме крос-линкинг на него. И така и правиме. Па понекогаш дури и препишуваме прво леќа, например контакт на некоја роска леќа за кератоконус или нешто, за да стварно на првото око имаме максимален вид, па тогаш пристапуваме кон третман на второто око. Откако ќе се направи крос-линкинг методата, дали пациентите може да носат контактни леќи? Да. Значи, ние прво, првите месец, 2-3 месеци ги следиме пациентите и гледаме како се менува диоптријата. Понатаму, негде 3-4 месец, кога ќе дојат на контрола, мериме диоптријата. Диоптријата ја мериме со очила. И на основа на таа диоптрија, прво гледаме колку пациентот гледа. Ако пациентот не постигнува 100% вид или постигнува одреден вид со кој не е баш задоволен дека може да функционира во животот и работните обврски, тогаш разговараме каква леќа доаѓа во обзир. Меката леќа може да понуди одреден комфор, меѓутоа незначајно да го подобри видот. Тврдата леќа, што ја викаат полутврда, тоа е по газпропуслива леќа, роуска леките за кератоконус, се леќи кои што на вистина може да добијат пациент од 10% да гледа 90% со леќа. Значи под 90% подразбираме наместо на таа офталмолошката табла читал еден ред, а сега чита 9 реда со леќата, што значи значајно му се подобрува квалитетот на живот. Да. И после 3-4 месец веќе сме слободни да препишеме контактни леки. Колку често потоа се потребни контроли? Па, ние правиме контроли 3 месец, 6 на една година и заради пациентот да видиме како се подобрува и заради нас да видиме да имаме податоци соодветно, за да можеме понатаму да продолжиме и со истражувањето и да видиме што се случува со рожницата во таа прва година. Меѓутоа, после првата година, еднаш годишно контроли се сосема доволни, па дури ако имаме 2 контроли на една година кои што имаме без прогресија на конусот, пациентот може да се контролира кај офталмологот најблизок, да се контролира диоптријата и промената на диоптрија тогаш би била аларм да дојде повторно да видиме да не има некаква реактивација на болест. Имате ли често пациенти кои што имаат проблем со оваа болест? Па имаме доста често, уствари почесто него што очекувавме. Значи, единствениот труд во Македонија кој што ја истражува кератоконусот од пред многу години покажува дека имаме 7 пациенти на 100.000, нашата бројка е многу повисока и имаме ние околу 70 пациенти на 100.000 по нашите статистики. Односно, ние имаме, како што ви кажав, повеќе од 400 пациенти сме оперирале со крос-линкинг методата и таа е огромна бројка. Можеби дел од тоа е заради тоа што ние сме оддел за рефрактивна хирургија и кај нас пациенти доаѓаат да бараат решение затоа што слабо гледаат, без да знаат дека станува збор за кератоконус, без да при тоа некој ги прегледал,
претходно диагностицирали или без да они имаат сомнеш. Тие мислат дека имаат диоптрија и доаѓаат да ја коригираме диоптријата. Затоа што како центар рефрактивен ние имаме начини секакви за корекција на диоптрија, од лазерска корекција диоптрија со ласик метода, ПРК метода, имплантација на факични леки, мултифокални. И генерално за секој пациент имаме некое решение. И во тој контекст ние имаме огромен број на пациенти стари, млади, секакви кои доаѓаат по спас. И во таа група на луѓе од нив излегуваат огромен број на кератоконуси. Поише него што очекувавме. А на која возраст обично се пациентите кои што барат решение интервенција со крослинги? Иницијално кога почнавме беа на возраст од 20 до 40 години, затоа што на оделот за рефрактивна хирургија доаѓаат пациенти кои се полнолетни, нели, за корекција на диоптријата со методата за лазерска корекција на диоптрија, ласик или ПРК или леките. Меѓутоа, како што ние веќе влеговме во неколку кампањи за рана детекција на кератоконус, особено имавме една кампања за детекција на кератоконус кај пациентите со Даунов синдром, дечињата, заради тоа што они имаат кератоконус почесто. Па сето тоа ни беше битно, така да и популацијата ни се смени и сега имаме доста и помлади и деца кај кои што се прави корнеална топографија, особено што родителите станаа посвесни, ако имаат некој во фамилија или они знаат дека имаат кератоконус, онда ги носат децата порано. Како се прави кај децата интервенцијата? Потребна ли е општа анестезија? Седат ли мирни? Да, генерално до сега не сме имале потреба од општа анестезија кај дете, па дури, мислам, најмалото дете ни е 9 години. Сега тоа не е толку мало, можеме да се разбереме. Имаме и лица со посебни потреби кај кои што сме правеле крослинкинг. Најважниот момент е да се стекне довербата. Методата не боли. И сега, ако пациентот, колку и да е мал, ни верува дека навистина нема да го боли, он ќе седи мирен и ќе види дека не боли и навистина ќе си поминеме многу лесно. Од друга страна, например, детето кога ќе седне, имав едно пациентче кој што вака цело време мрдаше главата, додека се на операција, затоа што не сакаше да го допрам, не веруваше дека нема да го боли, па ни требаше подолго време. Генерално лично сметам дека таа доверба може да се стекне кај секое дете. Ви реков и кај лица со посебни потреби сме правеле без анестезија, тоа е подобро отколку детето саат и пол време да ни биде во анестезија заради една таква метода. Да. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Добар Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма сте, добар ден. Сакам да прашам нешто во врска со видот, не знам дали баш точно се работи за кератоконус, мислам не е кератоконус, се работи за млада девојка околу 23-4 години. Така? Диоптерот уште како мала од 3 години му е доста голем. 9 плюс 9 плюс диоптер има и колку оди се нагоре, околу 12 му е. Сега моментално носи леки. Одеше на вежби, носеше наочари, подобрување немаше ни со вежбите, ни со наочари. Како може да дојде до подобрување, дали со лазер, кај треба да се јави? Добро. Моментално носи леки. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Пациентите кои имаат висока плюс диоптрија се најтешката група на пациенти додека се млади. Кога ќе станат поствозрасни, се решаваат многу лесно со интраокуларни леки. Сега, кога се млади, тие пациенти прво имаат една диоптрија во наочарите, една диоптрија имаат скриена. Скриената диоптрија се наоѓа откако ќе ги прошириме зениците. Многу е битно колку максимален вид постигнува тоа дете, заради тоа што кај пациентите кои имаат плюс диоптрија често не успеваат да гледаат максимално 100%, него имаат одредена мрзливост или амблиопија на очите. Тие се често пратени и со страбизам. Така што прво е многу битно да видиме колкава е максималната диоптрија на детето. Потоа можеме да разговараме за корекција најчесто со имплантација на факични леки. Факични леки кај млади луѓе се подобро решение отколку интраокуларните леки во кои се вади природната лекја. Факичните леки значи дека во окото, едноставно на ситуацијата која што ја имаме, природната ситуација, само додаваме еден имплант натре со диоптрија. Чиста ситуација. Имплантот си има диоптрија и ќе се остане внатре во окото, се додека пациентот не биде стар, кога ќе добие катаракта, тогаш ќе се извадат и имплантот и катарактата. Тоа е најлесната метода за корекција на големи диоптрии, било во плюс или во минус кај млади луѓе. Доаѓа во обзир и да се извади природната лекја и да се вметне нова, со друга диоптрија, соодветно на корекцијата.
Сите тие можности ги разгледуваме индивидуално, кај секој пациент, зависно од параметрите на пентакамот, на анатомијата на окото, каква е возраста, вкупната диоптрија, така што може да закаже девојчето и ќе направиме многу персонализиран преглед. Така. Бидејќи за секој пациент пристапот е односно исно, советите се или различни, секој е приказна за себе. Доктор, ќе ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Ви посакувам уште многу успешни научни истражувања и секако уште повеќе потврди за вашата работа. Ви благодарам за поканата, секогаш ми е задоволство да бидам во Телма амбуланта. И уште еднаш да ви заблагодарам за тоа што на многу сликовит и пластичен начин ги појаснивте сложените аспекти на видот, особено кај оваа болест за која што денеска зборувавме, за кератотонусот. Благодарам уште еднаш, драго ми беше ако разбравме. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доктор Фанка Егилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија, беше гостинката со која што денеска разговаравме. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма. До гледање.